македонска јавност. Денеска сме сведоци како се продолжува со силувањето на демократијата во ова собрание. Ова е еден континуитет во изминативе, како цела година сум веќе пратеник. Цело време се силува демократијата, се кршат процедурите. Очигледно дека ова собрание продолжува да биде изворот и причината за целото зло во Република Македонија. Наместо да биде символ на законитоста, дом во кој досадно ќе се почитуваат одредбите кои што самите сме си ги одбрале, сме си ги усвоиле, ова собрание станува дом на самоволија и институција во која не се почитуваат уставот, и тоа неколку пати досега, не се почитуваат законите, не се почитува деловникот, не се почитуваат донесените, односно воспоставените пракси. Тука во ова собрание, знаеме сите, е носена декларацијата за самостојност на Република Македонија, меѓутоа во ова собрание во многу наврати се има случајно и да се скршат уставот и законите. Значи тука во оваа сала дел од пратениците под присила и уцени во изминатиот период имаат гласано за промена на уставното име на нашата држава. Уценувачите не само што понесеа одговорност, што не понесеа одговорност, туку беа и наградени. Тука во оваа сала се бираше и председател со две раце, без потребно мнозинство, без доволен број на пратеници, значи, без записник од таа седница, а одговорност до ден денеска никој не понесе. Во ова собрание неговиот председател се однесува како да е уставен судија, па толку и отфрла иницијативи за кои воопшто не е надлежен. Во ова собрание надвор од деловникот, директ на пленарна седница, без претходно да помине на комисија, се изврши смена на член на комисија за избори и именувања, на тој начин што најправим председателот на собранието негираше дека е тоа можно да се случи на една национална телевизија, а веднаш потоа истиот си го погази тоа што го кажал, а вие како владеачко мнозинство го послушавте. Значи јасно е дека во ова собрание нема ред, нема почитување на процедурите, нема почитување на деловникот и на уставот. Денеска владеачкото мнозинство, поддржано и од некои други сателит партии, на дневен ред се изгласа и си ја ставија точката за избор на уставни судии. Таа точка што се уште не е завршена на комисија, значи отворена, се уште трае, се дебатира по неа, ама на некој очигледно е дека му се брза. Отворена е точка и се дебатира за јавен обвинител кој ова владеачко мнозинство тука го предлага. Таа точка не е завршена. Власта не сака да се запраша зошто таа точка не е завршена и зошто се блокира изборот на Љубомир Јовески за уставен судија, меѓутоа ете најде начин да го прекрши деловникот, да ги погази процедурите и на незавршена комисија да ни достави предлог. Многу ме интересира кој е творецот на писмото, односно на предлогот што го има подпишано председателката на комисијата, затоа што тој творец и тој што и сугерирал нема утре да одговара за неа, таа лично ќе одговара, знаете. За многу краток период работите ќе се сменат во државата. Свесни сте, ветрот на промените доаѓа. Знам дека пратениците од СДС се класична гласачка машина и тие ќе го изгласат овој предлог. Меѓутоа, ако знаеме дека Уставниот суд не само што е заштитник на уставниот поредок, туку и двигател на реформата на правната култура во државата и е водич за редовното судство, тогаш кога треба да се толкуваат уставните вредности, тогаш со оваа постапка на колешката Марија и на ова владеачко мнозинство, тие не само што вршат злоупотреба на службената позиција и со тоа од една страна си прават штета на себе, што во случајов е и можеби помалку важно, туку поважното е што прават штета најпрвен на угледот на собранието, кршејќи ги процедурите и деловникот, што е оценка и на Европската комисија, меѓутоа и прават штета на уставното судство. Зошто ја кршат процедурата и деловникот, тоа веројатно многу брзо ќе дојде на дневен ред во една друга институција која веруваме дека после промената на власта ќе биде ослободена да постапува. Што се однесува до ова што го предлагаат денеска да гласаме за Фатмир Скендер и за Тања Васич, многу е непријатно да се зборува за луѓе кои ниту сме ги виделе, ниту ги познаваме, дури пак во нивните CV немаат ни слики ставено да ги видиме. Очигледно е дека единствен услов за нивен избор е нивната припадност и лојалност кон Зоран Заев, а зборуваме за независност на судиите и нивно одлучување, внимавајте, по сопствено убедување. Независноста на уставното судство треба да е врвен приоритет, што мора да го почитуваат партиите кога предлагаат кандидати за уставни судии. За нив не треба да има ниту трага од сомнеш, а не како ова денеска што го гледаме,
тотално луѓе кои што се тотално, односно се лојални на партијата која што ги предлага од Бихачка. Тие два предлози што денеска ги доставила колешката Марија, што не е тука присутна во моментов, предлог кој покатастрофален и во делот на независноста, и во делот на стручноста, и во делот на компетентноста на уставното судство во Република Македонија. Македонија нема закон за уставни судии, иако и тоа беше препорака од Хелсиншки, иако тоа поранешниот министер Маричич неколку пати го најавуваше, кажуваше дека е во подготовка тој закон, меѓутоа еве до денеска не видовме тука во ова собрание таква иницијатива, односно да биде ставен во процедура. Она по што работи Уставниот суд во моментов, тоа е деловникот кој за волја на вистината е донесен во социјалистичко време, односно на крајот на социјализмот, и од тогаш до денеска е сменет само два пати, има две дополни, тоа едната дополна е кога го менува името на државата, во она северна, и втор пат е кога си ги покачија платите, односно си ги зголемија платите. Според Уставот, единствен услов да се биде избран за уставен судија е да бидеш истакнат правник. Никаде немаме критериум, каже и колегата Бране претходно, никаде нема критериум што е тоа истакнат правник, тоа очигледно партиите можат да си толкуваат што е тоа истакнат правник, иако, пак ја речам, по логиката на нештата треба барем во најмала рака да има некој критериум да видиме по што се истакнал, каде се истакнал, дали во некоја научно истражувачка работа, дали во неговиот професионален развој и така натаму. Меѓутоа, за жал, во оваа држава е 30 години самостојност и нешто, се уште немаме такви критериуми. Од CV-то кое што ни е доставено, односно од биографијата за Фатмир Скендер, јас не можам да констатирам дека истакнат правник и не си земам ни за право да толкувам за правници, односно не сум од фелата. Меѓутоа, човекот нема доставено ништо во своето CV, дека напишал некакви трудови, дека учествувал во изработка на учебници и така натаму. Како најважен критериум, еве за него што во овој момент е важен, а е исто така уставна категорија, е тоа што треба да припаѓа на националност, и во моментов ете тоа му е можеби единствениот услов кој што веројатно и го исполнувал. Не навлегувам во тој дел. Која е неговата стручна, реков, не можам да проценам, меѓутоа треба да знаете дека тој човек ќе седи 9 месеци во Уставниот суд и тој човек 9 месеци ќе биде обучуван и ќе биде под присмотра, односно под влијание на сегашниот председател на Уставниот суд, тоа е госпоѓата Кацарска, која што и падна две пресуди на Европскиот суд за човекови права, значи лице кое што вие тука го избравте и го поставивте во Уставниот суд, а тие таму си го избра и си ја поставија за председателка на Уставниот суд, значи лице кое што има изгубено на Европскиот суд за човекови права пресуди. Исто така ќе му биде советник веројатно и овој претходниот председател на Уставниот суд, тоа е господинот Сали Мурати, оној човек кој што кога потпишуваше одлука за една, ајде да речам, одлука која што и текако беше контроверзна, си даде за право политички да ги толкува одлуките, па кажуваше дека било приоритет за развојот на државата да се донесе таква одлука. Внимавајте, не донесе правна одлука, туку донесе политичка одлука. Фелата за тоа молчеше, вие како пратеници, односно како владеачко мнозинство, молчевте, и сега зборуваме овдека за независност и за професионалност во Уставниот суд. Овој Фатмир Скендер има од кого да учи, и не му посакувам да го учи, да ја фаќа таа ука од овие двајца претходните. Значи, не е важно правото, важни се интересите, според овој Сали Мурати, иако тој заборавил дека владењето на правото и почитувањето на законите е тоа што е државен интерес, а не е државен интерес тоа што ќе му кажат од партијата која што го изгласала. Дотолку повеќе што партискиот интерес на оваа партија на власт пак нема никаква врска со државните интереси. Станува збор за една антидржавна партија, една партија која што не мисли на македонските национални интереси, туку мисли само за тоа како да ги наполни сопствените џебови и да остане ден плюс на власт. Лично јас би бил изненаден доколку Фатмир Скендер, кој ќе има чест, реков, да седи со овие ликови во Уставниот суд, почне да се однесува правнички. Иако, реков, неговата кариера, односно биографија по тоа што го гледаме, е така една сиромашна, по мои проценки. Постапката што денеска ќе ја направи владеачкото мнозинство, ќе има долгорочни негативни последици, ова треба да си го запомтите. Јас нема да повикам ниту на чест, ниту на разум, затоа што за тоа нешто треба да го имате пред некој да ве повика, значи такво нешто немате, меѓутоа сакам да знаете дека со овие преседани што ги правите ќе има одговорност и нема да има пардон кога станува збор за почитувањето на правото и правните.
Има збор Данила Христова, повелете.